civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Па кога веќе се бавиш со актерство и кога осознаваме различни луѓе со различни навики, различни од нас самите, од позитивни страни до негативни, бидејќи некогаш ќе играме девици, ама некогаш ќе играме и убици, па и убиците ќе треба да ги разбереме на сцена. Тогаш разбирам дека во сршта сите луѓе се исти. Баш кога ги спремам улогите и дека сите позади нас имаме некакво минато кое што не тера на некакво однесување. И доаѓаме до тоа дека мене актерството, впрочем, секојдневно ме учи да ги почитувам различностите, ме учи дека сум дете на светот, дека искрено за мене лично како владанка не постојат нации, не постојат поделби, бидејќи на крај на денот сите сме од крв и месо, сите плачеме и се смееме на ист начин и еднакво не боли. Сега низ призма на мојата професија, емоциите се тие што се битни, емпатијата е таа што е битна, да се разбере другиот. Во мојот театар, матичен, каде што работам, има албанска драма и македонска драма. Така што ние истите текстови ги правиме на различни начини, изборуваме за истите емоции на сцена и исто разбираме. Дури кога ќе се сретнеме со колегите, бидејќи нормално не ги знаеме нашите јазици во целост, разговараме преку емоција, се разбираме што треба да кажеме. Многу често и на сцена кога ќе се сретнеме, тоа е доказ дека навистина сме едно и дека разлики не постојат, дека сами ги цртаме нашите граници како луѓе и сами си поставуваме бариери. Имав можност викендов да прошетам до Белград и таму гледав актери на сцена кои го работат тоа што го работам и јас и гледам дека всушност се исти, дека нема разлика во ништо. И се подсетив на ово што го кажавте, дека имаше и срби, и хрвати тука, и јас како македонка. И ние се избриша тоа, значи се избриша минатото, се избриша историјата, се збореше за култура, за уметност, за унапредување, за соединување, за повторно создавање на нешто, бидејќи ние во самата генеза имаме спојка на различности и ние не смееме да дозволиме, си викам, тоа да ни биде мана, туку баш напротив треба да биде наша доблест. И така да мојата професија ми помага да учам секојдневно, да го учам човекот, да го разберам човекот, каков и да е тој. Па јас гледам и слушам музика што не ја разбирам. Например, не знам француски јазик, ама генерално не ги разбирам песните на француски, ама обожавам да ги слушам. Исто така гледам многу шпански серии модерниве на Netflix што ги има. Платформата Netflix ни дозволи едно поинакво шаренило, па можеме да гледаме и квалитетни норвешки, дански серии кои што апсолутно немаме доперни точки со Скандинавија. И сега вака, никогаш не сум го размислила ова на овој начин, неверојатно бидејќи не сум му давала некакво значење, бидејќи за мене, јас гледам како играат актерите и пак ќе се навлечам на оно основното, дека ми е битен човекот, а не јазикот на кој што зборува или нешто друго. Неверојатно тоа се има пресликано во мојот приватен живот од професијата, бидејќи генерално и вака, во други ситуации не дозволувам да има некоја таа бариера, дури напротив, ако видам дека од другата страна има некоја таква граница, пробувам да ја срушам или да ја намалам и да го објаснам дека можам да научам од таа разлика, но исто и дека тие можат да научат од моите, дека може да се најдеме на половина пат. И сметам дека сите почетоци за поинакво општество тргнуваат од таму, и дека доколку се вратат различностите во клупа и доколку таму нема поделби, доколку дозволиме да се учат повеќе јазици, така подобро ќе го запознаеме светот околу нас. Вака лично не сум неверојатно не се движам во такви кругови па
чувствувам многу големи поделби и многу големи разлики или веќе нели нормално сите сами си го бираме кругот на луѓе. Сметам дека дел од нив се политички наметнати и дека тоа ги прави разликите да бидат негативни, а не позитивни, дека мора да се смени начинот на кој што се зборува за разликите, дека тие се всушност наша најголема доблест и предност во светот. Бидејќи е предност да живееш во мултикултурно општество. Значи, предност е да имаш најразлични килимот да ти биде од најразлични шари. И сметам дека само преку образование може да го смениме тоа за генерациите што иде. Со учење јазикот, сметам дека мора да се учат сите јазици што се присутни кај нас, бидејќи тоа е таа јазичната бариера, мора на некој начин да се скрши. И мислам дека сме на добар пат тоа да го смениме. Одбирам да верувам така, бидејќи сакам да живеам во таква средина, сакам моите деца утре да не мора да им објаснувам, да не мора да го зборуваме ова, бидејќи се надевам дека тоа ќе биде наша доблест. Мора да спомнам дека прв пат кога стапнав во Берлин, таму всушност ја видов убавината, вистинската убавина на различностите. Отидов во еден ноќен клуб, често го зборувам ова кога ќе се собереме со друштво и кога ќе фатиме вакви теми. Отидовме во еден ноќен клуб, беше огромен, не знам, тоа сега станал културолошки музеј. И како влегуваме во различни соби имаше и како влегуваме, гледаш различни луѓе, ама гледаш толку многу различни луѓе, како што мислам јас немам сретнато се различно, значи стил на облекување, начин на облекување, начин на зборување. Викам, јас ќе одам, знаеш, кога викам вака, одеднаш те фаќа страв и викам чекај ќе одам до тоалет, влегувам во тоалет и почнувам веќе немам никаква бариера, почнувам да правам муабет со една господја до мене, и си направивме муабет, беше, јас сум Хрватица, значи веднаш почнавме, се најдовме, викам, вау, треба да стасаме до ова, значи да не се приметуваат бариерите воопшто. Така да, сметам дека сме на добар пат. Да, вакви примери, еве, Ванчо сигурно ќе потврди дека во минатото имаше и во Скопје такви, ќе одиш во дискотека, не се познаваш кој си, што си, не имаше од сите, значи, ама кој ќе те знае кој си, што си, зошто си отишол да се забавуваш. И па мене тоа е сега малку не е така, да. Значи наше, мислам како е тоа наше, мислам како е тоа наше, ваше, зошто се користат тие термини, зошто да живееме во такво општество. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.